Финансиска полиција ги чешла јавните набавки во државната лотарија. Неофицијално 6 тендери во периодот од 2022 до 2024 се предмет на истрага. Станува збор за набавки за компјутери, компјутерска опрема и телевизори од компанијата Ритрон Копи, која е со седиште во Куманово, а сопственикот е од Липково. Фирмата е формирана во мај 2014-тата. Со неа се склучени договори во износ од 402.261 евро за телевизори, за инсталација на електронски игри, телевизори за продажни места на деловни соработници, компјутери и комуникацијска опрема. Неофицијално, според наши извори, на барање на финансиската полиција е извршен и попис во државна лотарија, меѓутоа официјалните документи се уште инспекторите не ги добиле. Она што може да се забележи е дека од 2020 до 2023 година Ритрон Копи склучува тендери и со Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, каде министер случајно или не бил Артан Груби. Првиот договор е склучен на 9 декември 2020 во износ од 6.504 евра. Потоа во јуни 2021 во износ од речиси 20.000 евра, па на 8 март 2022 е склучен договор тежок над 24.000 евра и е за набавка на компјутерска опрема. Година дена подоцна на 27 април 2023 истото министерство повторно склучува договор со Ритрон Копи во износ од 16.238 евра. Приказната за Ритрон Копи и тендерите во лотарија се поврзува и од друга страна, и тоа преку собственикот на AP Solutions, 19-годишниот кумановец Фљарум Невзатовски, кој склучи тендер со лотарија во износ од околу 205.000 евра и тоа за набавка на апарати за коцкање за државна лотарија. Спорно е токму што Невзатовски во истиот период кога станува собственик на AP Solutions е вработен во Ритрон Копи. Неофицијално се истражува и договорот за закуп на поранешниот ресторан за свадби во Скопско Избегово. Според него, државна лотарија требаше да плаќа околу 25.000 евра месечна кирија со ДДВ, односно околу 2,6 милиони евра за период од 10 години. Досега официјално кривични пријави има само за организирање игри на среќа без лиценца, за незаконско формирање на нова државна видеолотарија, како и за набавка на видеолотариски терминали. Вкупната штета се проценува на над 8 милиони евра.